No se ne falló. Buenas noches, Викни го сини малко. Войче, бе! Викни на Войче сини. Али, дай ги така, че ме гръбна с паснили.
Забивце книгата. Ако. Доста ни една. Со премудрост и внимание да слушаме от Светото Евангелие, мир на сите. Духови Твоему. Ќе се чита от Светото Евангелие на Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме во на време. 11 ученици отидоа во Галилеја во гората, каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа, му се поклонија, а некој се сомнева. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: идете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ве заповедал, и ете јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Слава Твоему, Господи. Neka vidijaš ti,
та е дивна и четно, яко та е Господица огня. Христос воскресе из мертвых, светил свет Бога, изпустил в гробе живота. Ако да погибнем грешница лица Божия, а праведници на Божия седърция. Помилостта Божия, архиепископ Охридски Македон, со светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, на сето свештенство, преподобното монаштво и верните чеда на Македонската православна црква и мир сраќа, благослов и мир од Бога, поздравувајќи ги со најторжествениот христијански поздрав: Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Го празнуваме умртувањето на смртта, разумнувањето на пеколот и почетокот на другиот, вечниот живот. Возлюбени поклоници на Христовото воскресение, да се радуваме и да торжествуваме, зашто денес Христос воскресна од мртвите. За нас, верниците, нема ниту пак може да има поголема, повозвишена и поспасителен настан од самото Христово воскресение. Воскресението не ги открива вистинските причини, зашто треба во себе и меѓу себе да ја надградуваме правдата и љубовта и во нашиот живот, да се управуваме според оние и според нив. Воскресението ни дава нови сили и подвиг, за проверено да изслушаме на вечната истина и во животот да се бориме против сите видливи и невидливи темни сили на Бога. Оттаму со радост ја пееме воскресната песна: Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели појот на небесе, и нас на земји слободи, чисти срце, Тебе слави. Возлюбени чеда во Господ, пророк Осие, разкажувајќи во Христовото воскресение, повеќе од 7 века пред Христа возвикнува: каде ти е осилото, атле, каде ти е победата, смртта ја победи овој кој има живот во себе, кој е началник на животот, Бого човекот, Господ Исус Христос.
отста на почетно православие. Нечестивите ги разкриват правдата, я проколуват Бог, я проявя скръпта на Богочовето, но не може да ги унищи. Кръстът не е край. Богота не го унищи Божието Слово. Владеенето на Франко е временно, погледът петието смъртта, запечатуването на гроба и навалуването тежък камен върху него, все пак Христос воскресне. Ангелът, Господе, седнувайки в разкаменото, кой беше запечатен в Христовия гроб, радостно извика: Христос воскресна, понема тука, победата е Христова, защо е патот, истината и живото. А живото само со истината добива смисла, лепина и убавина, станува вече. Господ, Христос воскресна, сите древни сили са победени от светлината. Секоја неистина ќе биде обезсилена пред истината, а овој ден, оној кој го воскресна Синот Божи, нас ќе не воскресне и ќе не украси со силата Него. Господи, чева во Господ. Воскресението е почетот на обновен живот во Бога, исто така живење македонскиот народ отпочна да живее преку проповедта на светиот апостол Павле, на светите браќа Кирил и Методи, посебно богугодното дело на свети Климента, кој во Охрид за просветување на народот подготви на 3500 јакови свештеници и епископи, кои го утврдија православието во нашиот народ и во сите словенски народи, што, како Света Девица, засветли нашата македонска православна црква. Годинава празнуваме и голем юбилеј на црквата. 30 години автокефален живот и дејност на нашата мајка црква, Светохристовата македонска православна црква. Се посетуваме и на преминувачите на незиното безогловено постоење, блаженопокоените архиепископи, до сите ангелари и Гаври, блаженопокоените митрополити Климент, Нови Методи, епископот Гаври, како и бројните свештеници и свештенослужители јакови, монаси и монахини, со сите благочестни верници кои се преселија во Господ, се посетуваме на нив надушно посетение. Се посетуваме на Бога, што постигнав на кулминациите древни и работени во црквата, народот наш македонски, можеме да речеме дека сепак направите колку што можете и умеете. Дадовме Светописмо на наш македонски јазик, сходихме Македонска православна богословија и Богословски факултет, на кои завршија на 300 богослови и теолози, кои се кадри и активно во служба во образовните институции на нашата света црква. Во епархиите на нашите селеници се изградија околу 40 наши храмови, како и 2 манастири, и како што гледате нашата света црква за Бога, ден на ден, година по година напредува, расте и се развива. Сведен Бог, воскресна македонската црква, воскресна и македонската држава. Ние все още чекаме воскреснувањето да се
Традицията ни е според това формалните колективитети, со кои скоро до вчера живеем заеднични вечержи. Денешните наши бракови поради социалната несигурност не определуват простата репродукция на Македония. И ако Господ ни заповеда, трагайте се и Божете си подходете земя. А ние ете и самите си я празнаме като вино. Донесете некаква материална богата земя, за солидно сърце да гледаме како да се съдуват учените кадри, кои ни образуваме елейки от левовна шкалуша. Нова наша земя тие се необходи, ако сакаме да останеме на нашите векови простори, ако стоиме, ако ни се даде, вие сте нация, кои са свършили пътят на една полета, малко победила, Денес и за оне наши синови грехи, които майка Църква е оставили, заборавили или пък застискали по разни пътища на вашите гробовци, да вие откръста от своите праведности гори. Господ дал много добра земя. Има доволно усилия за тези краища, като наша Македония. Всеки може да възникне от честен труд и чисто това. Ние, като да забораваме на земята, да я отбудуваме, да я чуваме чиста и да я почитуваме, да имаме благословен живот. Ова събрание трябва да стане възможностите, сите да станат от свещенски човеци, а това значи да нема понижувани и обезправени, да нема слаби, гладни, безработни, а злото да се изхвърли фалшивото науки. Кое е възкресението за живот на земята? Да го препознаваме злото, било който е, да му се прославуваме, ако трудно и целият живот подаваме да знаеме, само вече живот, не дека сме умели една за всеки. Јас сум патол, вистината и живото, ни порачува Христос, оној истиот Исус, Синот Божи и Син човечки, кој беше разпнат на крстот и воскреснал. Тој не научи дека за Христовите светеници вечниот живот почнува овде на земјата. Узете, видете дека има Господ, не е за време на почестување. Така, подготовката за вечер живот, изповедено и почетно на неговото отворено. Секое сърце, што верува денес, во напостно возвикнува Христос воскресе и навистина воскресе, го прославуваме ведим ден на едноствен празник на Светата Църква Христова на свето, Обединените църковни песни радно се огласува со здоровите. Денес секое создание Божио се весели и се радува, зашто Христос воскресна и пеколот е умиштен. Денес воскресение, Пасха Господова, зашто Христос Бог те преведе од смртта во живот и од земјата во небото. Христос воскресна, радувайте се луѓе и народи и духовно веселете се во Господ. Ве благословуваме ново спасителен ден и вејќи ја великденската радостна песна, на сите ви порачуваме воскреснатиот Христос, да ви благослови вас
ova liho poračova, lihovoru pašočku, arkipiskopov kopecima prednosti, dostojnih Mihajl, susjedovitelja Svetog arhivijskih sinov, mitropolitov Pološkog humanosti Kiril, mitropolitov za Zapadna Evropa, Goraz, mitropolitov za Australija i Nov Zeland i administratora Prespanska Filharmonijska eparhija Petar, mitropolitov Debelskog i Čečeni Morte, Našion, mitropolit Bregalnički Stefan i mitropolitov Studički Stefan, s ovoj pozdrav, jer pozdravljate ušteditelja našega pravoslavnog krštenstva. Hristos Voskresna, neka je čestit praznik za Novu godinu.
за тяхното Христа и за сите руки на Господа се помолиме. За Божествият православен наш, за неговата държава войска и за нито спасена наша Богородица и всекога Мария с усите свети, нека себе си други целият на живот, на Христа Бога го предадеме. Сега и секогаш и во сите векови. Пречиста, преблагословена, славна Владичица, наша Богородица, и всекога Дева Мария, Сусите свети, нека себе си един друг, и целият наш живот на Христа Бога го предадеме.